Министерството за образование и СОНГ потпишаа нова спогодба за раст на платите. Најниската плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во основните училишта изнесува 22.745 денари, пишува во документот. Дел од просветните работници незадоволни на социјалните мрежи велат ова е бруто износ, што нето би изнесувало 15.250 денари. Министерството за образование, доколку го почитува колективниот договор и законот за минимална плата, и СОНГ да ги почитуваше законите и да се грижеше за просветните работници, ќе ја утврдеа за основица минималната плата на државно ниво, која е во висина од 33.352 денари во бруто износ или 22.567 денари во нето износ. Со непочитување на колективните договори и законот за минимална плата, платата на просветните работници е скратена за 1/3, пишуваат на социјалните мрежи. Според министерката за образование, ова е шпекулација. Јаневска вели спогодбата за покачување на плата е потпишана уште лани, кога со СОНГ договоривме дека континуирано во следните 4 години ќе има зголемување на процентот на платата на сите вработени во училиштата. Оваа година идентичната спогодба ја потпишавме повторно, за да може да се исплати мартовската плата во април со покачени 7%. Точно е дека одредена група вработени во училиштата имаат коефициент на минимална плата. Тие никогаш лани преклани не добивале 15.000 денари плата, и во изминатите години тие добивале минималната плата и се однесува на општ работник, на садомијачка, значи на оние кои се навистина најнискиот коефициент на сложеност на работа, и оваа година тие ќе ја добијат за гарантираната минимална плата, што значи ќе има разлика од претходната за гарантирана минимална плата до оваа, тоест ќе го добијат тоа покачување. Сите останати ќе ги добијат според коефициент на сложеност на работа, како и секоја година. На иста линија и првиот човек на СОНГ, Неделков, тврди дека со новата спогодба само продолжува трендот на раст на платите. Се спекулира дека се оштетени, како што и вие споменавте, просветните работници, апсолутно не е точно. Еден наставник со зголемување од 7% ќе добие зголемување некаде околу 2.500 денари на сметка на вработените во јавниот сектор, каде што тамо се оштетени, линеарно им се зголемува платата 2.800 денари. Ова се дефинитивно смислени шпекулации да се поттикнува членството на незадоволство во однос на спогодбите и работењето на СОНГ, се со цел од членување и прелевање во некој друг синдикат. МОН и СОНГ лани договорија постојан раст на платите за 4 години за вкупно 46%. Освен сегашното зголемување од 7% до година и во 2027, договорот е зголемувањето да се движи помеѓу 7,5 и 10%. За истиот период во 2028 година, процентот на раст да достигне од 10 до 12,5%. Мартин Арсов, Сител телевизија.